За дипломатијата со Никовски. Добра вечер на сите. Темата не треба посебно да се нагласува и објавува. Мислам, доминантна тема е за целиот свет, не само за Македонија, изборот на Трамп за председател на најголемата и најсилната земја на светот. И ние ќе се држиме главно на оваа тема вечерова. Иако изборот е тежок, имаме во меѓувреме извештај за Македонија за Европската комисија. Имаме некои настани на домашен план во пресед на изборите кои се исто така актуелни. Меѓутоа се работи за настан кој го следеше. Добар дел светот беше и шокиран од резултатите и настан кој секако ќе има пошироки импликации далеку над пошироко од границите на Соединените американски држави. Тешко е да се одлучи од каде да се почне, но ајде да се обидеме да одиме по некаков ред. Прво да кажеме кои се Соединените американски држави и што представуваат во светот. Америка, како најчесто се нарекува, и никој тоа не го замера, иако Америка, Јужна или Северна се и Канада, и Чиле, и Мексико и другите. Значи, Америка и Соединените американски држави се далеку најголемата економија на светот со 17,5 илјади милијарди долари БДП, бруто домашен производ. Втора на оваа листа е Кина, далеку заостанува зад неа, а трета е Јапонија, четврта е Германија. Значи, се работи за најголемата светска економска сила, која има влијание во целиот свет со своите економски мерки и потези. Тоа е економија која увезува 2300 милијарди долари стока, а извезува 1600 милијарди долари стока. И тука одма ќе забележите дека има еден трговски дефицит, релативно и апсолутно многу голем, од околу 700 милијарди долари. И ќе рече некој, ау, што ќе прават тие со еден таков огромен трговски дефицит. Меѓутоа, не треба да се грижите, нити ние, нити во Америка има гриж за тоа, затоа што, да не забораваме, голем дел од американските фабрики имаат своји погони, мислам, своји инсталации низ целиот свет. Тие се шират, бараат поевтини услови за производство, ги има и кај нас, а тој покажува некој начин, например, дека најголем партнер трговски на Соединените американски држави е Кина и таа представува, завзема, ако сакате, исполнува дури 20% од вкупниот американски увоз, додека е, значи, главно најголема е трета по увозот со некаде 12-13% од купниот американски извоз. Значи, партнерството со Кина не е случајно. Прво, Кина има многу ефтини стоки кои се атрактивни за целиот свет, а не заборавајте, еден огромен дел од странските инвестиции во Кина кои се во тешки милијарди долари се токму американски и тој фактичен увоз од Кина представува американски производ само произведен во друга држава. Втор партнер на Соединените американски држави е Канада по увозот, и Мексико по увозот. По извозот, се избешаваме на тие работи, значи втор американски партнер по увозот е Канада, а Мексико е по извозот. И тука ќе допреме на тема која ја стави под знак прашалник Трамп во кампањата, која рече дека договорот нафта, тоа е North American Free Trade Agreement, значи северноамерикански договор за слободна трговија меѓу Канада, Соединените американски држави и Мексико, и како што гледаме дека Мексико и Канада се меѓу трите најголеми партнери, меѓу трите поточно најголеми партнери и во извозот и во увозот. Тој тоа го најави, меѓутоа мислам дека нема да преземе по широки чекори на тој план, како и многу други планови во надворешната политика, економска и политичка и безбедносна. Тоа подоцна повеќе ќе го елаборираме, само сега да кажеме дека иако го врати на маса тој договор, тој само ќе бара преиспитување веројатно на некои ставки кои се
да речам, не погрешни, ама штетни на некој начин за американското стопанство, значи кои имаат негативни импликации и ќе отвори нови преговори за нив. Евентуално, тоа може да не се случи, меѓутоа да се разбереме, ако отвори такви преговори, тие ќе трајат со години, према тоа не е нешто што ќе се случи некаква промена во првиот ден или во првиот период на владењето на Клинтон. Америка е трета по големина земја и територијално и по население. Америка има околу 322-3 милиони жители и се наоѓа по Кина, која е далеку најголема, иако за Кина спомнуваат 1.300 милиони жители и 1.350, јас сум убеден дека ги има преку 1.500 милиони, бидејќи јас некој време работев во Кина пред 40 на години. И тогаш правев некои анализи подлабински за демографскиот развој на оваа земја, базирани врз домашни показатели, и уште тогаш, значи, на почетокот на 70-те години Кина имаше преку 350 милиони жители, така да, велам, сега овие бројки мора да ги земе со одредена резерва. Втора е Индија со некаде 1.100 милиони жители и трета Америка со 322-3 милиони жители. По територија, прва најголема е Руската федерација, знаете. Втора, трета и четврта се со многу близко меѓу себе. Втора е Канада, трета е Америка и четврта е Кина. Се работи меѓу тите земји за многу мал простор, неколку стотини, 200 милиони, 200 милиони, да, милиони квадратни, стотици илјади квадратни километри, значи релативно малку, и додека Канада има 9,9 милиони квадратни километри површина, Америка има 9,8, а Кина е трета, значи Канада е втора со 9,9, Америка е трета со 9,8 и Кина е четврта со 9,6 отприлike милиони квадратни километри. Значи се работи една огромна земја и не е случајно што е таа помногу што доминантна во светот, бидејќи реков има најголема економија. Тие се фасцинантни помногу што први се во филмот, први се во технологијата, први се во музиката, први се во спортот. Полесно се наброи во што не се први отколку што се први, бидејќи тоја листа е подолга. Меѓутоа да спомнеме и тоа дека во тие импресивни цифри кои ги спомнуваме сега, меѓу другото дека бруто националниот доход по жител е некаде 55.000 американски долари, што не е на самиот врв, не е меѓу првите неколку, меѓутоа е во врвот на најбогатите држави на светот. Меѓутоа оваа земја, според официјални показатели, има отприлike 5% од населението кој не е доволно нахрането. Ние би го рекле тоа сиромаштија. Ако ќе спомнеме 5%, тоа не изгледа многу, меѓутоа во американските устови 5% се отприлike 16 милиони луѓе. Истовремено, те имат извореден податок за писменоста на населението и официјален податок е дека се тамо 99% од населението писмени, меѓутоа не заборавајте, тој 1% е 3,2 милиони жители. Така да, тие огромни бројки даваат, ја покажуваат силината, моќта на Америка, која ја чувствува целиот свет. И сега да се вратиме директно на овие избори, кои го потресува светот по многу што, предизвика, например, шок во Европа. Имавме изјава на германски министер кој вели доколку победи Трамп тоа ќе биде катастрофа за светот. Имавме изјава на францускиот претседател Оланд кој со најлоши зборови се изразуваше за Трамп. И денеска или вчера или утре, не знам точно кога, закажан е состанок на министрите за дворешни работи на Европската Унија да се соочат со новата ситуација. И кога веќе направивме одредена дигресија према Европа и према Оланд и Германија, да кажеме сега и нешто друго. Знаете, Трамп најави дека ќе менува политиката према Русија, го фалеше Путин, тоа го користеше повеќе како аргумент против Хилари, велејќи дека Путин повеќе пати е поразил Хилари, меѓутоа он во секој случај покажа одредено разбирање према руските политики
i na celata, i koja se stavi na masa celata негова мислам, филозофија која презентираше политичка филозофија која презентираше во кампањата, вокабуларот, ако сакате поточно, тој најави дека со Русија сака да има по-добри односи, односно да се почитуваат на некој начин и руските интереси, што во целина ќе биде исклучително позитивно за Европа, бидејќи досегашната американска политика која го предизвика пучот во Украина, која конфронтира Европа со Русија не на долгорочна основа, е погубна за сите европски држави и ако навистина Трамп успее во односите со Русија да воведе некоја нова политика, нека нова филозофија на соработка, а не на сатанизирање на Москва, мислам дека тоа ќе биде еден од клучните негови придоноси за еден поравноправен свет, за еден подобар свет, за свет кој ќе има место за живот и на сите помали држави, меѓу кои е и Македонија. Кога зборуваме на оваа тема околу Русија и Америка, тоа значи ако Трамп воведе нови поенти, нови ако сакате постулати и интереси американски, ако тие бидат формулирани на еден поинаков начин, по-реален и по-издржани, по-перспективен, ако сакате по-многу што, тоа ќе биде исклучително важно за целиот свет. Тој тоа го најави преку на негова формулација која рече дека Америка нема воено да се плетка во другите држави. Тоа, ако се гледа пошироко, значи една сериозна промена во американската добавечна политика. Да се разбереме, тоа е прашање колку ќе биде тој во можност да го спроведе, бидејќи корпоративна Америка која беше против него оваа ситуација, која ќе веќе тој преземе власта, таа ќе биде за него ќе застани и ќе се обидува да ги реализира своите интереси. А нивните интереси не кореспондираат скоро воопшто кон она што го најавуваше и пропагираше Трамп. Во оваа прилика уште да споменеме дека де факто со доаѓањето на Трамп на власт во Америка ќе биде најавено дека ќе биде прекината доктрината на Бжежински, која доминира од 1976 година и која де факто го сатанизираше порано Советскиот сојуз, сегашната Русија, и која водеше во една конфронтација на еден глобален план. Ако тоа го направи Трамп, ќе има историски заслуги за поравномерен и по-балансиран развој на светот во целина. За дипломатијата со Никовски. Со оглед дека некои заскитани ја забранија македонската музика, што е некој вид на културно самоубиство, вечера го слушаме познатото болеро на Морис Равел. Изборуваме, се разбира, за американските избори, кои чии резултати го шокираа светот. Победата на Трамп беше апсолутно неочекувана. Во Америка беше направено се од естаблишментот за тој загуби. Дури во самата републиканска партија, прво никој не го посакуваше за нивни кандидат, потоа се обидува на разни начини да му постават пречки и на крај, кога тој веќе победи, сите тие ќе морат на некој начин да му се поклонат. Меѓутоа, велам, светот беше шокиран од тој резултат, бидејќи навистина вокабуларот кој користеше Трамп во предизборната кампања, која беше исклучително нечиста, од страна на двајцата кандидати, веројатно најстрашна во американската историја, го покажа вистинското лице на оваа навистина високо развиена и импресивна држава по многу што. Се употребуваа изрази кои, човек не може да ги замисли дури ни кај нас, а камоли во една Америка. Во една прилика ќе споменам само дека Трамп рече дека на Клинтонка, на Хилари платил за да му дојде на свадба. Слушайте, поголема корупција, тоа мислам, нема да се замисли, и многу други работи кои покажуваат дека она американско општество сјајно кое на прв поглед зад себе крие едно чудо работи кои се спорни, контрадикторни и загрижувачи, ако сакате. Во целата таа кампања, која, велам, беше веројатно на најниско ниво до сега во Соединените американски држави,
го видовме вистинското лице на Америка. И мораме да им бидеме благодарни за тоа на Асанж и на Сноуден, кои преку објавувањето на тајните фајли, на тајните документи на американската администрација, покажа што се крие за таа секојдневна политика, какви се интереси, какви се нечесни игри се тука во прашање, неискрености, калкулации и слично. И велам, сето тоа сега во овој случај го разобличи на оден начин и Трамп, кој, бидејќи беше надвор од естаблишментот, тој нависта нема никакво политичко искуство, меѓутоа тој не е било кој на американската сцена, бидејќи е милиардер, а во едно општество како американското, кое е многу стриктно, кое е многу на секој начин избирливо, не дозволува невозможно било кој да стане милиардер. Тоа може да го направат само способни луѓе кои имаат три чисти, кои имаат енергија и храброст да се експонираат. Факт е дека неколку пати Трамп банкротира, значи изгубил се и се враќа од пепелта и повторно станува богат и богаташ. Тоа покажува дека човекот ги има сите капацитети да ја води и државата, а знаете, има една изрека која вели дека младоста е нешто незаменливо, дека младоста нуди енергија, нуди иницијативност и слично, а возраста нуди искуство, кое е многу клучно во сите ситуации, мислам, во сите потреби. И тука да бидеме прецизни до крај, младоста не може да се врати, младоста не може да се купи, меѓутоа искуството може да се купи. Младоста е нешто што е дадено од Господ, али таа може да се надмине и да се искомбинира со ангажирање на, како велат, белокоси луѓе околу себе и да тој недостаток, таа мана на искуство се надополни. Иако е со релативно бели коси новиот председател на Соединените американски држави, тој сигурно веќе има околу себе тим на искусни луѓе кои во политиката биле долги години, така да тоа негово искуство, јас ви гарантирам дека воопшто не може да дојде до израз. И ако таа кампања, например, која беше во Соединените американски држави, ја споредиме со она што се случува кај нас и сега и порано, ќе видиме една класична политика на двојни стандарди. Тоа сме го елаборирали тука повеќе пати, се да го повториме, дека политиката на двојни стандарди значи непризнавање на правниот поредок, на принципите, процедурите, правилата, а таа е рамна на меѓународниот тероризам, зашто меѓународниот тероризам исто така не го признава правниот поредок, правилата, процедурите, принципите, туку со сила се обидува да ги реши проблемите. Во политиката тоа не е со користење на оружје, меѓутоа со една мека сила, ако сакате, иста е рамна на меѓународниот тероризам. Македонија е жртва на таквите прилики кои владеат во светот и да бидеме потполно јасни дека таа доминација на силата врз аргументите и правдата ќе продолжи бил Трамп на чело на Америка или било кој друг. И секога зборуваме за тие предизборни состојби во Америка, да подсетиме дека и извештајот кој Опс Одихара го дава во една блага форма за изборите во Америка, констатира многу работи, констатира дека ништо од тоа што минатиот пат го оцениле не било исправено, а кај нас од тоа прават афери, катастрофални состојби, критични состојби, слично, тамо никој тоа не го есапи. Кај нас во голема мерка ни ја замера слободата на медиумите, односно медиумското ангажирање на одредена страна на кандидатите во изборниот процес, а во Америка тоа беше еклатантно. Ви ги имате главните американски медиуми, меѓу кои се CNN, Wall Street Journal, најтирежниот вестник во Америка, New York Times, кој е втор по тираж, првиот имак 1.200.000 примероци, вториот околу 800.000, Вашингтон, по сите бе на страната на Клинтонка, а паралелно во некој оценки што ги даде и Опсе Одихара во својата мисија, вели Трамп беше присутен неутрално и негативно, а Клинтонка беше и главно негативно, а Клинтонка беше неутрално. Значи, го пласира де факто на неутрален начин, го пласира нешто е нејзина предност.
и кој ги спомна претходно Сноуден и Асанж, да ги тука наведеме и на мејловите, односно електронската пошта на Хилари, која е по сите американски закони кривично дело, и не зачудуваше повикот на Трамп да таа одговара и биде ставена во затвор. И сега да се вратиме на постизборниот период, така имаше веќе средба меѓу Обама и Трамп, во која Обама, меѓу другот, апелираше на Трамп да не ја гони кривично Хилари Клинтон, што мислам дека нема да дојде во обзир такво нешто, бидејќи тој висок круг, таа американска елита меѓу себе се поддржува, се чува и дека тако нешто не е возможно и без да апелира на таков однос од страна на Трамп. Меѓутоа, она можеби најклучното што ни го замераат нас, некакво одвоање на државата од партијата, што е де факто една фикција, бидејќи ако партијата ја држи власта и ја води државата, таа како ќе се изолира од власта кога таа ја води државата, разбирате. Се тука има, разбира, систем на злоупотреби кои секој треба да ги критикува и да се бори против нив, како што е работување на партиски кадри и слично. Меѓутоа, некако формално и фактично одвојување на партијата од државата, од партијата од власт, се мисли и така, е нешто невозможно. Премиерот е премиер и шеф на партијата и ја води политиката која е формулира неговата партија. И сега да го тоа онака зачиниме, ако сакате, со однесувањето на Обама, председателот на Америка, кој е председател, нели така и формално и правно на сите американци, учествуваше на предизборните собери на Клинтон, јавно ја поддржуваше, инсистираше, апелираше таа да биде избрана како председател на сите американски држави. Ако тоа не е мешање на партијата и на државата, аз мислам покласичен пример нема. Според тоа, дури некој јавно порачал од Запад, кога некој од нашите го прашал, ама што е, како може вакво нешто, вака во Македонија, вака во Соединените американски држави, тој јавно, отворно му рекол, тоа важи за Америка, не важи за вас. Ама добро, ако е така, ево да го прифатиме и тоа, таквиот став, тога зошто мерилата кои не важат за Америка ни ги поставуваат нас и инсистираат на нив. Значи, ако американскиот пример не е соодветен, немојте она што е некаде нормално и пракса за кај нас да го осудувате и да го правите како некаква ѓаволска работа. Правда немало ни такива, меѓутоа ова се еклатантни примери кои покажуваат дволичност, кои покажуваат хипокризија и кои покажуваат дека она што беше најмногу критикувано во социјализмот, дека политичарите едно зборуваат, друго прават и трето мислат, ова е уште полош пример од некакво такво однесување. Значи, велам, состојбите во светот не се розови, американските избори открија многу недостатоци на тој развиен демократски свет, го отворија и открија нечисти талишта на тој систем, кои заслужуваат секаква критика и велам, тие таквите злоупотреби не им служат на честите американците, нити нам, и затоа ние сите мораме се бориме против нив, али да немаме таа политика на двојни стандарди, кога тоа е тамо нормално и никого не загрижува, а кај нас, ако некој од нашите новинари на најгледаните телевизии некако под докого погледа соговорникот кој е нели од партијата која не ја поддржува тој медиум, тога што е за судување и за плаќање казна. Мислам, тоа се такви манипулации, тоа е такво игнорирање на реалноста, игнорирање на демократија во суштината, што никому не му служи на чест. А токму тоа нам ни го прават. За дипломатијата со Никовски. Слушаме болерото на Морис Травел и зборуваме за изборите во Америка. Клучно за нас и за целиот свет е дали Трамп ќе успее да ја промени американската надворешна политика и во тој контекст што може и како може да очекува Македонија. Ние спомнавме нешто, сега само да дадеме, дека победата на Трамп, кој беше надвор од естаблишментот американски, кој не беше дел од американските кланови, кои слично на Северна Кореја и некои други земји владеат веќе долго години со државата, како што беше, например, до Ципра со
со Грција, каде некој фамилии 50 години ја контролира власт, целосната власт во државата, така и во Америка ги имаме тие кланови, биле тие Клинтонови, маж па сопруга, биде тие Бушови, татко па син, па кандидат другиот син, или Кенедиеви кои за жал смртта на Џон и убиството на Роберт Кенеди спречи да и Роберт може би тетиот син, тетиот брат дојде на власт, а некои денови коментира кој ќе победи Хилари Клинтон, ќе очекуваме да дојде кој ќе дојде нивната ќерка Челси Клинтон. Према тоа, мислам дека е ова еден исчекор за американското општество, каде еден човек, да не помногу што аутсайдер, дојде на власт и го разби тој клановски американски поредок против сите, велам, сили кои беа перени против него, тој сепак успеа, вклучувајќи неговата републиканска партија. Меѓутоа, знаете, сега кој ќе дојде на власт, иако да подсетиме дека историски факт е дека ветувањата во предизборните кампањи на американските председатели се исполнуваат со многу висок процент. Некои дори зборуваат дека 80% од тоа што тие ќе го ветат се исполнува. Јас не знам каква ќе биде дефинитивната оценка за Обама, кој да се подсетиме дека на почетокот од мандатот кога ништо не беше направено, туку тие негови најави за еден подобар свет, поравноправен свет и слично, го му дадоа Нобелова награда. Мислам дека неговите 8 години покажаа дека не ја заслужи, бидејќи напротив, тој ништо не направи за некој помиролюбив свет, туку ја предизвика војната во Украина, направи пуч во Украина, ја предизвика војната во Сирија, арапската пролете во неговиот мандат, иако Америка не беше директно инволвирана, меѓутоа таа беше менаџер и идеен креатор на станите на северот на Африка. Значи, сега да се прашуваме што и колку може да направи Обама, Трамп, за да ја смени американската политика. Американската политика, почитувани, се сведува пред се на користењето на силата. Во прв план е тука воената мок и сила, значи на безбедносен план, а за тоа се крие економската сила. Или да го поставиме поточно и побава сразмера, тоа значи дека со својата воена мој, со своите безбедносни чекори, каде тајните служби играат исклучително значајна улога, па го рушат Аленде во Чиле, го руше на времето Мосадек во Иран и слично, значи тие де факто сите се во служба на американските корпоративни интереси. Сега прашањето е, жртва нивна беше очигледно и Обама, прашањето е дали Трамп, кој дојде надвор тој естаблишмент, ќе има три чисти, ќе има капацитет и можност да направи нешто ново, да направи нешто што Америка ќе ја представи во едно поинакво светло од сегашното, бидејќи огромниот дел од светот ја сметат Америка за силеџија, за светски силеџија, иако вела во нејзините меѓународни активности и потези има и позитивни работи, кога некои негативни тенденции се спречуваат, меѓу во целина тоа е една стратешка политика која не води сметка за локалните интереси, за интересите на помалите држави, туку напротив, ги на еден груп и на еден безобзирен начин ги реализира американските интереси. Балканот е најдобар пример за тоа, а Македонија е класичен пример. Велам, 25 години држат на работа од една провалија, ни поставуваат блокада, уцена и ултиматум, прво името, потоа членство, прекрстете се, ќе ви избришиме како народ, ако сакате да обстоите како некоја држава која ќе биде, значи, нема да биде македонска. Мислам дека тоа во голем израз, ќе да е до силен израз, дека многу намери и искрени нека бидат тие намери на Трамп ќе бидат доведени во прашање, ќе бидат со голем предизвик од тие американски структури кои се во Уол Стрит пред се и кои не сакаат никаква суштинска промена во однесувањето на Соединетите американски држави на меѓународен план. Промени ќе има секако. Ако Трамп не успее 80% од своите обиди, од своите најави и ветувања да ги реализира, тој ќе настојува шо поголем процент од нив да ги реализира, бидејќи сигурно ќе биде заинтересирани за реизбор и да не забораваме дека со мали исклучоци
По Втората светска војна скоро сите американски председатели беа реизбрани, исклучок беше Џон Кенеди кој беше убиен, после дојде Џонсон кој имаше така неко меѓупростор и тој не беше реизбран, после тоа не беше реизбран Картер, ради тоа што се случи во Иран, кога беа колку 80 или 90 американски дипломати и представници 400 и колку дена блокирани во опсада во нивната амбасада во Техеран, и кога се обиде да се преку хеликоптери да ги ослободува насилно, во тоа не успеа, значи тој не беше реизбран и не беше реизбран Џорџ Буш постариот, бидејќи му префрла, односно не успеа се оправда од првата американска интервенција против Ирак, кога Ирак го нападна и го окупира Кувајт. Американците учествуваа војно во таа операција на враќање на Садам назад на територијата на Ирак, и тоа го направи Америка под водство на Џорџ Буш постариот, меѓутоа дојде на границите на Ирак и се повлече. И сите очекува дека тој ќе влезе натре и ќе го казни Садам за таа негова експанзистичка политика и империалистичка политика, и кога тоа не се случи, велам, тоа му го замереа, и за да се исправи таа грешка, ние после тоа имавме ситуација кога измислуваа дека Садам има оружје за масовно уништување, потидоа тамо да го рушат и го срушија, го убија на еден зверски начин, и каква е ситуацијата во Ирак, сите знаете, таму веќе нема држава, таму се војува, таму се создаде ИСИС, зашто особена и нагласена улога има точно Америка и во името на Америка самиот Обама. Значи, да резимираме, мислам дека ќе биде исклучително тешко да доведе некои сериозни промени во американската дворешна политика, меѓутоа тоа не треба да се исклучи, иако само успеа на што на почетокот го спомнавме, да го промени американскиот однос и сатанизирање на Москва, тоа ќе биде еден извонреден исчекор во правец на еден побалансиран свет. И тоа нема да биде лесно, бидејќи тие антиамерикански чувства, таа синергија која владее во Америка, дека ѓаволот лежи во Москва, дека тоа е светскиот предизвик кој не сме се дозволи да се шири и да има некој влијание, и ако не може да се уништи, бар да се ограничи неговото влијание. И, значи, тоа од една страна, јавното мислење кое е во една огромна мерка, значи, антируско настроено, и од друга страна сите тие think tankoви кои ја формулираат, кои се креатори на американската дворешна политика, се исто така задоени од тој така наречен синдром на Бжежински, кој владее од 1987 година, кога Картер дојде на власт, како беше негов надворешно политички советник за национална безбедност, и таа доктрина, ако успее да ја промени, Трамп веќе ќе има историски заслуги за подобар и побалансиран свет во кој ќе живееме. За дипломатијата со Никовски. На крајот и она што е најинтересно за нас, дали може да очекува некаква промена во односот на Америка кон Македонија, да се стави крај на оваа катастрофална политика која спроведува веќе 25 години на штета на оние фундаментални интереси на македонскиот народ и на оваа држава. Ова прашање ќе го разгледуваме малце пошироко и подлабоко во емисиите кои следат. Денеска само да кажеме дека тешко е да се очекува дека ќе направи некои посериозни исчекори Трамп во однос на Македонија, а една од причините може да ќе биде и фактот што, како се најавува, дури тројца од најтесниот избор негови соработници се со грчко потекло. Тие на еден или друг начин силно ќе влијаат на оваа ситуација, бидејќи Гркот си е Грка и да се наоѓа. И од друга страна има еден друг индикатор кој исто така многу важен. Се работи за најавената посета на Обама на Атина. Нема никаква друга причина почитувани за Обама да оди во Атина, отколку да го затвори македонското прашање, односно да ја присили Грција да прифати решение, да ја прифати американската формула која е катастрофална за Македонија. И да подсетиме дека на крајот од својот мандат предходникот на Обама, Џорџ Буш помладиот, се обиде во
Букуреш на самитот на НАТО да не внесе во алијансата, со тоа да го заврши својот мандат со успех, да го заокружи јужното крило на НАТО и неговата администрација, не Грција, го спречи во тоа, бидејќи веќе работеа на пост-Бушовиот период, кој не дозволуваше Македонија да влезе во НАТО, со тоа ќе прекинеше можноста да бидеме прекрстени. И овој пат, значи, имаме една слична ситуација, само со спротивен ефект. Обама, кој имаше многу малку успеси на меѓународен план, тие се бројат на прст од една рака, тоа беше договорот со Иран, кој сега Трамп го доведува во прашање, и договорот од Париз за климатските промени, кој исто така Трамп го доведува во прашање. И ништо друго. Све друго беше неуспех на меѓународен план. И предпоставката е дека тој се обидува сега во Атина да го затвори тоа прашање, бидејќи Америка силно и одлучно ја поддржува политиката на отпишување на значаен дел од грчкиот долг, а истовремено, значи, од друга страна, набетнувајќи га во тоа прво прашање кој е исклучително важно за Атина, ќе сака да Грција прифати американската формула за прекрстување на Македонија, да така наречена меѓународна употреба, со промена на референцијата од Обединените нации, што реков катастрофално е за нас, бидејќи тоа исто така ерго омнес, кој ќе настане за 2-3 години. Дај Боже да не успее Обама во својата мисија, меѓутоа ова сигнализира дека нашата дипломатија и покрај кризата низ која врвиме и овој хаос низ кој поминуваме и со техничка влада која имаме, мора да се структурира, мора да се освести, ако сакате, се разбуди и да преземе се што е можно да од тој расплет не биде наша штета, да не ја платиме ние цената, бидејќи, знаете, аз сме спомнали сега да повториме, ова криза е само предизвикана само со целта да се Македонија присили на капитулација, на прекрстување, за да влезе во НАТО и да така се затвори овој простор за евентуален, да влезе во НАТО и да се затвори овој простор за евентуален руски продор. На таа тема ќе разговараме уште. Ќе имаме веројатно и нови елементи, така да во следните емисии ќе посветиме поголемо внимание на ова прашање. И по обичај на крајот нашата емисија да апелирам повторно до сите вас да купувате македонски производи, бидејќи тоа е најважно во животот, тука да останат парите, да се развиваме побрзо и да ги вработуваме нашите деца. И ќе потстам дека Обама на почетокот од својот мандат, да подсетиме, тој дојде, беше избран во ноември 2008 година, дојде на власт во јануари 2009 година. Тој на многу брзо, бидејќи 2008 година е тешката финанска криза, должничка криза која потресе Америка, тој апелираше до народот: купувајте американски производи, не македонски, американски производи, разбирате? И тоа сите го почитува, за разлика од тоа кај нас во тој ист период отприлike кога се покрена кампања од Левачката партија за купување на македонски производи и бараше да се стави на сите фискални сметки, се стави доле: купувајте македонски производи. Нашиот бистар и брилјантен уставен суд, ова во наводници, ја укина таа мерка, тврдејќи дека тоа создава некаква нееднаквост, значи нееднаквост на странските стоки со македонските. Значи тие работеа за во интерес на странските стоки и тоа нека им биде на чест, бидејќи сакајќи или не одеа предизвика, односно покрена процеси на рушење на оваа држава. Тоа беше помногу што исто така влијание, партиско влијание на опозицијата, која така е светски ориентирана, глобалистичка, а заборава дека на крајот од денот е важно како живее оваа држава и како се развива оваа држава. И на крајот, нели така, една мудрост. Денеска одбравме две кои се карактеристични за нашата земја, бидејќи да бидеме свесни дека поминуваме низ тежок период и дека најстрашно е кога не завладее со нас дефетизам и дека не смееме да прифатиме пораз во никаква ситуација, бидејќи тоа значи крај на многу нешта за овој народ и за оваа држава, и треба да се бориме, значи, до крај, не прифаќајќи дека, не признавајќи дека сме ставени сами, никој не стои зад нас, ама тука се гледа величината на секој народ да се избори како што имало случаи во историјата, и затоа ќе цитираме две мисли. Првата е: од пораз во пораз до конечна победа,
a ние овие 25 година независно заживуваме постојано порази, бидејќи некој манипулира со државата и сака да го затвори македонското прашање, бричајќи го овој народ од листата на светски народи. И втората, која се наполни листата, ни стрње до звездите. Македонија ќе успее, Македонија мора да успее, али само кога сме спремни да се бориме за она што универзално ни припаѓа. Тоа беше толку за денеска, почитувани слушатели. Благодарам за вниманието. Трговско радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Уредник и водител на емисијата Ристо Никовски. Датум на продукција 11 ноември 2016 година. За дипломатијата со Никовски.